каменот, кој што е долг 13 метра, висок 8, а широк 6 метра, каменот кој што содржи над 700 кубика материјал, каменот кој тежи над 800 тона, нашите предци успеале неколку километри од околните ридови да го донесат на сред Полјана. Каменот кој што мене лично веќе со години ме интригира, со години ме замислува на некој начин, и каменот кој што со години не можам да одгатнам како се нашол на сред ливада. За овој камен веќе имам снимано видео, меѓутоа сега бев повторно да го измерам каменот. И со тие мерки што ги земав, каменот е, верували или не, тежок од 800 до 1100 тона. Како нашите предци успеале да го преместат овој камен, јас не знам. Меѓутоа видете и сами колкав е каменот. Прво, местоположбата на каменот е среде поле. Не се наоѓа под некој голем врв планински па да се има истркалано, па нашите предци да го преработиле. Многу јасно е кој овој камен е донесен тука. И видите ја само неговата големина. Тој е огромен и е целосно обработен, што значи дека тој е донесен тука со некоја причина. И каменот служи за нешто. Видите спрема мене колкав е овој камен. Вака ќе добиете најубава претпоставка за што станува збор и колку е масивен целиот овој камен. Јас ги зимам мерките за тежината за каменот најниски од 800 тона, а тоа може да оди и над 1000 тона. Видите само колкав е каменот. Овој камен е наречен исто и прстенот на џинот, и можеби самото име и самото предание кажува за некое време кога на оваа планета чекореле многу големи луѓе, па нив не им било проблем да пренесуваат големи камења. Такви приказни за луѓе кои што преместуваат огромни камења кај нас има чести. Тука е Крали Марко, кој што преместувал огромни камења, тука е неговата сестра, неговите сестри, кои што исто така преместувале камења, и сето укажува дека можеби се работело за огромни луѓе, кои што би можеле тој камен од 800 тона да го пренесат насред ливада, а можеби се работи и за некоја технологија која што е заборавена. Едноставно не знам, меѓутоа јас се вратив повторно кај каменот и сами проценете и дај да најдеме одговор како овој камен е донесен насред поле. За овој камен и за други камења постојат најразноразни теории низ светот како постарите цивилизации ги преместувале. И овој како најголем поединечен камен што е преместен можеби во светот, представува можност за тестирање на тие теории. Една од тие теории е дека со помош на звук ги преместувале. Знаете дека доколку се произведе некој звук, може да се направат некои мали предмети да левитираат. Тоа го имаат правено на експерименти, меѓутоа тоа се само некои мали делови кои што левитираат. Потоа се вели дека во минатото постоеле уреди за антигравитација, односно тие поништуваат гравитацијата околу одреден простор и на тој начин предметот добива безтежинска состојба, па може да се премести. Тоа се тие теории за како ги преместувале камењата. А науката тврди дека се преместувани со помош на трупци, односно се ставани трупци и каменот е буткан и влечен на тие трупци и цело време пред него ставале други трупци, па така тој бил донесен како на некоја подвижна лента, затоа што според сите учења на историјата во минатото немало технологија. Па така тие се некои од теориите кои што се вртат по интернет, кои што се кажуваат.
Меѓутоа, мислам дека никоја од тие теории не се однесува на овој камен, тука се работи за некоја поголема и подлабока мистерија, која што пробувам да ја разгонетнам. Јас се враќам кај каменот, продолжувам да го истражувам, затоа што се надевам дека кога ќе дојдам на терен, јас ќе добијам повеќе информации од самата околина, од самиот етер, затоа што се верува дека некои претходни цивилизации имале можности да запишуваат информации во етерот, а етер е тоа информационо поле околу нас, или се што не обкружува е етер. Етерот некогаш бил и прв елемент, меѓутоа подоцна го тргнале. Значи, затоа одам на тие места за да соберам некои информации од етерот и да ги разгонетнам тие мистерии, како што е овој камен. И видов дека на многу други места има исто така градби со големи камења, меѓутоа овој камен, прстенот на џинот наречен, е еден од поединечните најголеми камења што биле преместени на овие простори. Значи, поголем камен од овој на овие простори не бил преместен. Како го направиле тоа? Ете го оставам тоа прашање отворено. Па еве да го погледнем уште малку, да видите колкафе. Само и како е тоа пренесен. Меѓутоа, дали е преместен рачно, што за мене е скоро невозможно, или со помош на технологија која што е заборавена, овој камен представува можеби најголемиот поединечен камен преместен на овие простори, за кој што едноставно нема објаснување како се нашол насред ливада, освен, како што кажав, кажувањата и теориите кои што кружат за него. Значи, ете го видовте повторно колкафе. Значи, се работи за можеби 800 до 1100 тона според големината. Значи, не е само овој камен. Низ светот постојат многу градби со огромни камења, кои што укажуваат на некоја претходна цивилизација која што имала знаење да го манипулира каменот или да го преместува, да го обработува со таква прецизност и со таква леснотија, на начин на кој што ние денеска не можеме толку прецизно да го обработиме или преместиме. Како што е случајот со овој камен, кој што мене ми го привлече вниманието и кој што пробувам да го истражам. А толку од каменот од ова истражување, да го заокружиме тука, значи, предпоставка е дека е донесен од џин, како што кажуваат локалните мештани, односно легендата за него е дека стоел на прстот на џин, тоа било прстен, камен прстен и него само му паднал. Друга е дека е донесен од Рид, кој што е 3 километри далеку, за да стои како култно место или одбележје на енергетска точка. И третото кажување е дека е исто така донесен таму, меѓутоа да помага во лечење на луѓето или чистење на енергијата на луѓето од ентитети, болести, грижи и ред други работи. Јас, која и да земеме од приказните, се заокружува со тоа дека овој камен е донесен тука, затоа што среде ливада толкава карпа не може да има, нема од каде да падне, нема од каде да еродира. Едноставно е донесена таму, тоа е дефинитивно, а како е донесена, останува голема мистерија. Ете, ви отворив уште една мистерија. Јас ќе продолжам да го истражувам овој камен и да се враќам кај него кога имам можност. Па ако дознаам нешто повеќе, ќе споделиме. А ако знаете вие нешто, ако виде вас нешто на ум, ако имате некои информации, пишете, затоа што јас едноставно сакам да знам каква е таа технологија со која што располагале нашите предци
Или какви се тие луѓе што можеле да преместуваат камења кои што тежат и 1000 тони. Со ова прашање би го завршил ова видео. Би ви се заблагодарил, би ве подсетил да станете членови, да се претплатите, да го поддржите Сонцогор и заедно да продолжиме да ги истражуваме овие наши мистерии и овие наши загадки. Ви благодарам уште еднаш, секое е добро, ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш, бидете здрави, бидете живи и се гледаме.